Не знам дали некогаш сте се прашувале која е најдолгата и која е најкратката молитва во Светото Писмо. Не дека молитвите, вредноста на молитвите зависи од нивната должина, ама има време кога сме во тесно и кога имаме простор само за кратки молитви во животот, ама има и време кога имаме повеќе простор и повеќе време и ќе можеме малце така подолго да застанеме пред Бог и нешто повеќе да кажеме пред Бог. Ама кога станува збор за најкратката молитва во Библијата, запишана е во Новиот Завет, се состои само од 3 зборови и е кажана од апостолот Петар. И најкратката молитва во целата Библија гласи вака: Господе, спаси ме. Сеќавате кога апостол Петар тргна да оди по вода и кога пропадна и викаше: Господе, спаси ме. Тоа е најкратката молитва во Библијата и лесна се запамти. Најдолгата молитва во Библијата е таа што ќе читаме денеска. Нема 3 зборови, има над 900 зборови и не е баш толку лесно да се запамти. И е искажана во време кога израелците доаѓаат, го обновуваат зидот околу градот Ерусалим и доаѓаат до момент кога сваќаат дека не е поентата само да ги санираат симптомите или последиците од нивниот проблем, туку да го решат самиот проблем. А самиот проблем беше тоа што долги години тие живеа во едно отпадништво, ако може така да кажеме, духовно и морално отпадништво. И преку се тоа што се случува од 8 глава, па се до крајот на книгата, они всушност се обидуваат да се вратат назад кај Бог. И оваа молитва во глава 9 е дел од таа духовна обнова, таа духовна реформација што се случува во Ерусалим во тоа време. Има интересна информација во однос на молитвите во Стариот Завет и општо во Светото Писмо за оние покајнички молитви, бидејќи денеска доаѓаме до покајничка молитва. Има 3 големи покајнички молитви во Стариот Завет. И сите 3 се наоѓаат, не се 3 се вкупно, ама 3 од тие покајнички молитви што ги има во Стариот Завет се наоѓаат во 9-та глава од 3 различни книги. Ако отворите во Езра 9 глава, имате покајничка молитва и тоа долга. Ако отворите во Неемија 9 глава, имате долга покајничка молитва. И ако отворите во книга на пророк Данијел 9 глава, и таму имате покајничка молитва. И тоа е уште еден доказ дека народот постојано имаше потреба да живее, иако не го правеше тоа доволно често, ама да живее покајнички живот. И тоа е повикот за нас христијаните денеска. Да живееме покајнички живот. Од една страна да се радуваме на Господовото спасение, од друга страна да има една, ако може да кажам, здрава тага и здраво чувство на непријатност поради нашите гревови. Ако премногу се фокусираме само на тоа дека Господ е добар, Господ е убав, Господ е прекрасен, може да подзабораваме малце на своите гревови. И тоа ќе води кон некоја рамнодушност. Од друга страна, ако па постојано викаме: леле, јас сум за никаде, јас сум грешен, никако не можам да живам според Божите зборови, ако премногу сме насочени па на своите дела, може да подзабораваме на тоа дека Господ е сепак милостив и дека Господ е добар и дека Господ простува, и тоа ќе не води кон очај. Поентата е да имаме некој здрав баланс помеѓу тие две, да не одиме во ниту една од тие две крајности. И оваа молитва доаѓа како резултат на неколку активности кои што се случија во Ерусалим во истиот овој месец. Во глава 8 читавме дека првиот стих дека народот му кажа на Езра, побара од Езра да го чита законот, да им го толкува законот. И тој го читаше законот, левитите го толкуваа законот, народот плачеше, духовните водачи му рекоа: не плачете, бидејќи ова е свет ден, радоста Господова нека биде ваша подкрепа. После ги празнуваа празниците на трубите, празникот на сениците, ама сега доаѓаме до момент кога народот на некој начин врз основа на се што се случи до тој момент, они му се посветуваат на Бог. Така што отвори Неемија глава 9 ќе читаме. Денес нема да имаме време да ја обработиме целата молитва, ама ќе ја прочитаме целата. Така што имаме пред нас доста долг текст за читање. Неемија 9. На 24-тиот ден од тој месец се собраа сите синови Израелови по стејки во врекишта и со пепел на главите своји. И се оддели Израеловото семе од сите тугинци, станаа па ги исповедаа гревовите своји и престапите на татковците своји. И стоја на местата своји и 4 ден читаа од книгата на законот Господов, својот Бог, а во другата четвртина се исповеда и му се поклонуваа на Господ својот Бог.
А тогаш левитите Јешуа, Вани, Кадмиел, Шеванија, Буни, Шеравија, Вани и Кенани се искачија на повисоко место наменето за левити и силно повикаа кон Господ својот Бог. Потоа левитите Јешуа, Кадмиел, Вани, Хашавнеја, Шеравија, Ходаја, Шеванија и Петахија рекоа: станете, славете го Господа вашиот Бог од века до века, и нека се славослови преславното Твое име, кое е повисоко од секое славословие и похвала. И сега доаѓа молитвата. И оваа молитва на некој начин брз курс по старозаветна теологија или по старозаветна историја. На многу краток начин, релативно краток начин, Езра кажува се што се случи во Израел, се што се случи помеѓу израелскиот народ, од Авраам па се до тој момент. И вика и рече Езра: ти Господи кој си еден, ти го создаде небото, небесата, на небесата и сета нивна војска, земјата и се што е во неа, морињата и се што е во нив, и ти го оживуваш сето тоа и небесните воинства ти се поклонуваат. Ти сам, Господи Боже, го избра Аврам, го изведе од Ур Халдејски и му даде име Авраам. И го најде срцето негово верно пред тебе. Исклучи со него завет за да му ја дадеш нему и на семето негово земјата на хананците, хитијците, аморејците, перизијците, јевусијците и гергесејците. И ти го исполни зборот свој зашто си справедлив. Бидејќи ти ја виде маката на предците наши во Египет и ја слушна нивната поплака кај Црвеното море. И покажа знаци и чудеса над фаронот и над сите негови служители и над сиот народ од земјата негова. Бидејќи ти знаеше зашто тие постапија гордели во сонив, зашто тие постапија гордели во сонив и ти си создаде име до денес. Ти го пресече пред нив морето и тие минаа среде море како по суво, а оние што те гонеа ти ги фрли во длабочините како камен во силни води. Во облачен столб ти ги водеше дење и во огнен столб ноќе, за да им го осветлуваш патот по кој требаше да одат. И слезе ти на гората Синај и говореше со нив од небото. Им даде праведен суд, вистински закони, наредби и добри заповеди. Им ја покажа твојата света сабота и преку твојот слуга Мојсеј им даде заповеди, наредби и закон. И кога гладуваа, ти им даваше леп од небото. А кога беа жедни, им извади вода од камен и им рече да одат и да ја завладеат земјата, која ти, откако ја крена раката, се заколна дека ќе им ја дадеш. Се покрај сите добрини што ги направи Господ за народот, 16 стих. Но тие, нашите татковци, беа упорни, се покажаа тврдоглави и не ги послушаа твоите заповеди. Не сакаа да се покоруваат и не се сетија на твоите чудесни дела што ги беше направил со нив. Станаа тврдоглави и со својата упорност поставија над себе си водач, за да се вратат во робството свое. И ова е клучниот стих, овие се клучните зборови сега што идат во целата молитва. Втори дел од 17 стих. Но ти си Бог, кој сака да проштева, добар и милостив, долготрпелив и многу милостив, и ти не ги остави. И макар што беа излеале тели и беа рекле: еве го твојот Бог што ти изведе од Египет, и макар што правеа големи сквернавења, ти поради твоето големо милосрдие не ги оставил во пустината. Облачниот столб не се одлепуваше од нив дење за да ги води по патот, и огнениот столб ноќе за да им свети по патот по кој требаше да одат. Ти им го даде твојот благ дух за да ги поучува и не ја одземаше маната своја од устата нивни, па и вода им даваше за гаснење на жетта нивна. 40 години ги хранеше во пустината, но ништо не им недостасуваше. Облеката не им оветвуваше, нозете не им потекуваа. И ти им даде царства и народи, и им ги раздели, и тие завладеа земјата на Сихон, царот на Есевон, и земјата на Ог, царот на Башан. И им ги умножи синовите нивни како небесните звезди и ги воведе во земјата, за која им беше говорел на татковците нивни, дека ќе дојдат да ја завладеат. И синовите нивни влегоа и ја завладеа земјата, и ти им ги подчини жителите на таа земја, хананците, и ги предаде во рацете нивни со царевите и народите на земјата, за да постапуваат со нив според волјата твоја. И тие ги зазедоа утврдените градови и плодната земја, и завладеа куќи полни со секаков имот, направени извори во камен, лозја и маслинови градини и многу плодни дрвја за храна. Тие јадеа, се наситуваа, се дебелеа и насладуваа од твојата голема добрина.
И тие станаа непокорни и се креваа против тебе. Го презреа твојот закон, ги убиваа твоите пророци, кои сведочеа да се обратат кон тебе и премногу хулеа. И затоа ги предаде во рацете на непријателите нивни, кои ги угнетуваа. Но секогаш, кога во тешко време за нив ќе повикаа кон тебе, те ги слушаше од небесата и по големото своје милосрдие им даваше спасители што ги спасуваа од рацете на непријателите нивни. А кога се успокојуваа, пак почнуваа да прават зло пред твоето лице. И ти ги предаваше во рацете на непријателите нивни и тие владееа со нив. Но кога пак ќе повикаа кон тебе, ти ги слушаше од небесата и според големото своје милосрдие многу пати ги спасуваше. Ти им напомнуваше да се вратат кон твојот закон, но тие беа тврдоглави и не ги слушаа твоите заповеди. Се отстрануваа од твоите закони, преку кои би живеел човек ако ги исполнуваше. Го свиткаа грбот, се покажаа тврдокорни и не слушаа. Чекајки да се обратат, ти ги трпеше многу години и им напомнуваше со твојот дух преку пророците своји, но тие не слушаа. Тогаш ги предаде во рацете на туги народи. Но, по големото своје милосрдие, ти не ги истреби докрај и не ги остави, бидејќи ти си Бог добар и милостив. И сега, Боже наш, Боже величествен, силен, страшен, кој го пази заветот и милоста, нека не биде мало пред лицето Твое сето страдање што не снајде нас, царевите наши, кнезовите наши, свештениците наши, татковците наши и сиот Твој народ од дните на асирските цареви до денес. Во се што не снајде, ти си праведен, зашто ти постапуваш според правдата, а ние сме виновни. Царевите наши, кнезовите наши, свештениците наши и татковците наши не го извршуваат Твојот закон и не им посветуваа внимание на Твоите заповеди и Твоите удари, со кои ги подсетуваше. И во своето царство, при Твојата голема добрина што им ја окажуваше, и во широката и плодородна земја што им ја оддели, тие не ти служеа и не се одвратуваа од своите лоши дела. И еве сега сме робови, во таа земја што ти им ја даде на татковците наши да се хранат од плодовите неизини и од благата неизини. Еве, сега ние и робуваме. И своите плодови таа изобилно ги принесува за царевите, на кои не подчини заради гревовите наши. И тие по својата волја владеат на телата наши и над добитокот наш, и ние сме во голема мак. И во некои преводи, следниот стих, кој што во овој превод е 10 глава, први стих, пишува: поради сето тоа даваме цврст завет за верност и подпишуваме. И на подписот е печатот на кнезовите наши, левитите наши и свештениците наши. За тоа ќе размислуваме во некои од следните проповеди. Долга молитва, ама повторно, во неа Езра дава еден краток преглед, еден, како може да кажеме, краток курс по старозаветна историја. Што се случи од Авраам па се до тој момент. И се што се случува овдека во 8 и 9 глава повторно дело, таа духовна реформација, таа духовна обнова, тој обид народот се врати назад кај Бог. И покрај другото народот се враќа назад кај Бог преку молитва. Сега во 8 глава, први стих, пишува дека кога настапи 7-ниот месец, сите синови Израелеви се собраа на едно место. 9 глава, први стих, значи овие две глави, првите стихови од овие две глави почнуваат многу слично. Во 8 глава први стих народот се собра, во 9 глава први стих народот се собра. Арно ама, веројатно забележавте, при овој собир текстот вели дека дојдоа облечени во врекишта и со пепел на своите глави. Претходно дојдоа најнормално облечени. Во овој стих во 9 глава се вели дека и постеа. А во 8 глава духовните водачи им рекоа: јадете добра храна и пиете добри пијалоци. Каков контраст? Од една страна тука имаме нормален собир, нормално облечени луѓе, јадат, пијат како резултат на тој собир, а од друга страна после 20 на дена имаме ситуација каде што луѓето доаѓаат облечени во врекишта, буквално во вреки. Земаше на вреќа, го сечеш долниот дел од вреќата, ја облекуваш, ја врзваш околу тебе, идеш на богослужба. И пепел на своите глави. И ова облекување на врекиште, ова ставање пепел на главата не било некој моден тренд во Стариот Завет. Станува збор за надворешен израз кој што означува тага и покаяние. Во тоа време, во таа култура, кога некој ќе облечел вреќа,
Кога некој ќе почнал да фрла земја или пепел на својата глава, тоа значи дека таа личност тажи. Дека таа личност се кае и е тешко поради нешто што се случува. Во оваа ситуација народот се кае за своите гревови. Целиот народ дојде така облечен и всушност покажуваат луѓето дека длабоко нивните срца се скршени поради сето тоа што го направија, поради тоа што генерации наназад тие му го вртеа грбот на Бог. И гледаме тука на сосема поинаква ситуација тоа што го гледаме на крајот од 8 глава. На крајот од 8 глава пише дека имаше голема радост, а на почетокот од 9 глава имаше очигледно, имаше голема тага. Ама кога гледаме како овие луѓе се собираат на таа јавна богослужба, тажни, скршени поради своите гревови, верувам дека тоа природно ни доаѓа или би требало да ни дојде природно да си го поставиме прашањето: тагуваме ли некој пат, се чувствуваме ли некој пат ние вака во однос на нашите гревови? Кога се случило последен пат, и ова го поставам прашање не само за вас, туку искрено и за сами од себе си. Кога последен пат се случило да го читаме Светото Писмо, да слушаме некоја проповед, да не соочи Бог со гревот во нашето срце и ние да покажеме тага поради гревот во нашето срце? Повторно ќе напоменам, тага во светло на Божјото простување, да ми биде тешко што сум сгрешил против Бог, против ближниот, ама да знам дека во Бог има простување. Ама сепак да имам некое чувство на непријатност дека пред Бог сгрешив. Ова што го направив пред Бог не е во ред. Ова што му го направив на ближниот не е во ред. Ми се чини дека сме дојдени можеби во некоја фаза како во нашето христијанство, во црквите, кај што сакаме да зборуваме повеќе нели за радост и за тоа дека Господ сака да ни благослови, дека Бог има добри планови за нашите животи и тоа сето тоа е вистина, него не велам дека тоа не е вистина. Ама некој пат треба да зборуваме за тагата за нашите гревови. Кога ќе потврлиме, кога ќе сгрешиме против Бог, кога ќе сгрешиме против ближниот, барем да има некое чувство на непријатност дека направив нешто што не е во ред. Треба да отидам да се покајам пред Бог. Наместо да се шалиме, да се шегуваме за нашите гревови, да ги исповедаме. Наместо да ги гледаме како нешто, па не е толку сериозно тоа, има и полоши гревови. Сум правил во минатото и полоши гревови, Господ ми избави од тоа, сега ова тука, ајде Бог ќе прогледа низ прсти. Овие луѓе дојдоа собрани, тагувајки, плачејки за своите гревови, не рекоа, па добро, другите народи прават и полоши гревови. Не, туку ги погледнаа своите гревови и рекоа, ние треба се вратиме кај Бог со покаяние. Не велам дека ние сега следна богослужба треба сите да дојдеме облечени во врекишта, со пепел на своите глави и да се појавиме тука и ќе имаме богослужба. Тоа ако го направиме, тек тогаш има да не прогласат за класичен култ, за класична секта, ќе речат види како ви доаѓаат во црква. Ова е само надворешен израз на тоа што внатрешно се случува. Во тоа време облекувањето врекишти и фрлањето пепел врз главата, исто како денес човек да се облече во црно и да рече јас тагувам. Или кога луѓето одат на погреб или во некоја друга ситуација се облекуваат и викаат ова е боја со која што јас кажувам дека добро се носи не само во такви прилики, ама кога сака некој да покаже дека тажи преку облеката носи црно. Така што да не се фаќаме за надворешниот израз во глава 9. Суштината е следнава. Луѓето сфатија дека се грешни и дојдоа кај Бог и се каја за своите гревови. И ова не го велам јас дека треба почесто се каеме, дека треба да со Божја помош, со дејството на Светиот Дух во нас да развиваме таа навика да живееме покајнички живот. Тоа не го зборам за да вперам кон некого прст. Првично се зборам самиот на себе. Ама додека го читав овој, додека размислував за овој текст и некако не можам баш многу да го видам тоа денеска во црквата. Во црквата да се дојде се рече потврливме. Некој пат и групно речеме потврливме. И Господ нека не чува од такво христијанство каде што ние не сме свесни за своите гревови, не сме свесни за своите престапи. Господ нека не чува од такво христијанство каде што можеби сме свесни, ама си викаме има и полошо. Или пак уште полошо е кога сме свесни за тугите гревови и за тугите престапи и што другите направиле, а ние сме добри. Таквото христијанство не е библиско христијанство. И бидејќи не е библиско, ќе не остави да си тапкаме во место и ќе не остави
во истите гревови, во истите навики, со години и со години. И сега интересно е тоа што во глава 8, кога народот тагуваше, духовните водачи му рекоа: немојте да тагувате, радувајте се денеска. А сега во глава 9, кога народот плаче, кога доаѓа облечен така во врекишта со пепел на своите глави, кога очигледно дека се скршени поради своите гревови, никој во 9 глава не се осуди да каже: не тагувајте. Значи во 8 глава викат: не тагувајте, радувајте се денеска. А сега во 9 глава плачат, тагуваат, се каат. Никој не рече: аве уживајте, добро е. Одете, радувајте се таму, јадете добра храна, пијте добри пијалоци. Зошто? Во 8 глава, кога духовните водачи рекоа: не тагувајте, поентата не беше дека тагата е забранета, туку дека тагата треба да се одложи за друг посоодветен момент. Она што првично требаше да го сватат израелците е дека кога тагуваат, треба да тагуваат во светло на тоа дека Господ е милостив и дека Господ простува. Кога плачеа во 8 глава, они беа премногу насочени само на своите гревови. Сега во 9 глава, веќе се свесни дека Бог простува. И тагуваат пред Бог кој што простува. Кога ние тагуваме и се каеме за нашите гревови, важно е да тагуваме и да се каеме, имајќи на ум дека имаме Бог кој што простува. Ако не, сигурно ќе одиме кон очај. Сигурно ќе паднеме во очај. И во стих 2 се вели дека се одделија израелците од сите тугинци. Во тоа време во Израел живеа, во тој период живеа и израелци и неизраелци. Делумно некои од тие неизраелци беа во брак со израелците, а некои наставно дојде да живеат помеѓу нив. Причината зошто израелците се одделија буквално беше: вие сега седите тука, ние ќе одиме таму израелците, а вие тугинците седите на едно место. Не е затоа што израелците се рекоа: ние сме подобри од овие другите. Туку затоа што израелците беа виновниците во таа ситуација. Израелците беа народот со кој што Бог склопи завет и тие го прекршија тој завет. Со тоа што ни се одделија од другите народи, рекоа: првично одговорноста е наша, па после е ваша. И ова треба да биде, мислам, дека поука денеска и за црквата. Црквата, христијаните, се тие со кои што Бог има склучено завет. Не светот. Не можеме да очекуваме светот да се кае и да го бара Бога, се дека ние прво не почнеме да се каеме и да го бараме Бога. Кога ќе почнеме ние така тоа да го правиме, верувам дека ќе оставиме добар пример и за другите луѓе. И се случуваат туку што неколку работи, луѓето го повикуваат, Господа го слават и така доаѓаме до 6 стих, каде што во мојот превод барем пишува: и рече Езра, и тука веќе ја почнува таа долга молитва. Сега, молитвата е доста долга и нема да имаме време во секој стих да навлегуваме детално, ама мислам дека ќе ни биде корисно да ја поделиме. И ќе ја поделиме на се тоа што се случува, ќе ја поделиме на 3 до 4 дела, ај така да кажам. И ова го правам врз основа на еден теолог кој што го има направено во неговиот коментар по име Чарлс Свиндол. Он вика вака: оваа молитва може да се подели на 4 дела, или тоа што се случува тука. Првиот дел е поглед нагоре. И тоа е моментот кога Езра му се обраќа на Господ. Ти, Господи, си еден Бог, ти си создател на се што постои. Вториот дел е поглед назад, бидејќи нели дава еден убав краток преглед на целата историја на Израел од Авраам па се до тој момент. Значи поглед нагоре, поглед назад, еве што се случуваше до овој момент. Крајните стихови од оваа молитва се поглед наоколу. Бидејќи он вика: еве, сега сме тука, каде што сме. И на крајот, во 10 глава, и тоа всушност не е дел од молитвата, ама во 10 глава има поглед напред, бидејќи луѓето веќе даваат завет како од овој момент ние ќе живееме и ќе се вратиме назад кај Бог, почитувајќи го неговиот закон. Значи, поглед нагоре, поглед назад, поглед наоколу и поглед напред. Почнуваме со првиот дел. Погледот нагоре. Ти, Господи, кој си еден, ти го создаде небото, небесата на небесата и сета нивна војска, земјата и се што е по неа, морињата и се што е во нив, и ти го оживуваш сето тоа, и небесните воинства ти се поклонуваат. Вели: Господе, ти кој си еден.
И ние денеска со кого да правиш мовет на улица, рече, еден е Господ, така. Во тоа време, во таа култура, во тој предел од светот, во било кој предел од светот, да кажеш дека има само еден Бог, било многу чудна работа. Затоа што сите народи околу нив биле многобожци. Со други зборови, почитувале многу богови. Во тоа време се верувало дека еден Бог е одговорен за морето, друг е одговорен за сонцето, трети е одговорен за смртта, четврти е одговорен за плодноста на почвата и да не редам така натаму. Секој Бог си има свој дел од светот, он си одговорен за него и ако имаш проблеми со тоа, ти му се молиш на тој конкретен Бог. Одиш на пат, не го замараш Богот што е одговорен за плодноста на почвата. Го замараш Богот што е одговорен за морињата, за океаните. Него му се молиш. Сееш на нивата, му се молиш на тој конкретен Бог. И сега во таа култура, или во тој дел од светот, каде што луѓето веруваат дека да, има многу богови, доаѓаат израелците и викаат има само еден Бог. И другим било чудно. Како може да има само еден Бог? А во Стариот Завет, главниот проблем на израелците, поради кој што се најдоа во многу неволји, е токму тоа што они заборавија дека постои само еден Бог. Првата Божја заповед е, нели, дека има само еден Бог и дека не треба да се поклонуваат на ниту еден друг Бог. Они го заборавија тоа, ги прифатија боговите на околните народи, со тоа влезе духовно отпадништво и влезе и морално отпадништво. И сега преку оваа молитва Езра вика има само еден Бог. Да бидеме најасно, почнуваме од тука. Има само еден Бог. Сите останати на кои што им се поклонувавте, тоа се лажни богови. И црквата денеска е повикана, верувам, да ја пренесе истата таа порака, дека има само еден Бог и дека тој Бог кој што е вистински Бог е оној кој што си има откриено преку Светото писмо. И на луѓето нема да им се допаѓа таа порака, бидејќи ќе речат, а што само вие ли сте во право? А што е со другите богови? Па колку луѓе има овдека, колку религии има само на нашево поднебје, кои што не веруваат во тоа што вие тука го имате, во тоа кој што вие верувате во Светото писмо. И да, кога ние велиме дека има еден Бог и тој Бог ни си има откриено преку Светото писмо, ние индиректно велиме дека сите други богови се лажни богови. Тоа може нема да им се допаѓа на луѓето, ама таа е вистината. И ние треба да се држиме до вистината без извинување. Другите може да си веруваат што сакаат да си веруваат. Ама не можеме да кажеме, па и тоа што го пишува е тука правилно, па и тоа што го поучувал Буда е правилно, па и тоа што исламот го поучува е правилно, се е правилно. Не. Вистината не може да биде контрадикторна. Ако сите овие вери поучуваат нешто различно, не може сите да се во право. Не може. И Библијата ни го дава тоа право нам денес да кажеме дека има само еден пат, една вистина и еден живот, а тоа е Исус Христос. Може тоа да е навредливо за другите, извини, ама тоа на кој што јас го верувам. И тоа е на кој што како црква треба да го проповедаме, треба да го зборуваме. Еден друг аспект од оваа молитва, овој прв дел од молитвата, поглед нагоре, Езра вели, ти си еден Господ и понатаму вели дека е создател на се, на небото, на земјата, на морињата, на се што има во нив. Повторно, богохулна идеја во тоа време. Не може еден Бог се да создал. Има различни богови, па сите они се создале по нешто, ама тука вели Езра, ти создаде се што постои. И како да го преведеме ова во наш контекст денес? Во тоа време, да кажеш дека има само еден Бог и дека тој создал се што постои, било чудно. Денес да кажеш дека има еден Бог и дека создал се што постои, повторно е чудно. Зошто? Дека денеска ние сме напреднати и научно и технолошки, и денеска ние си имаме друго објаснување за почетокот на светот. А тоа е дека пред милиарди години имало некоја експлозија и од таа експлозија после милиони години, еве ние сме денес тука кај што сме. Наука. Знаеме дека нешто пукна, дека нешто експлодираше, ама не знаеме од каде. Ама битно Бог ќе го тргнеме од сликата. Не е Бог тој кој што не создал нас. Така сме настанале, ние случајно.
И како што во тоа време било чудно да кажеш дека еден Бог создал се што постои, и денес е чудно да кажеш дека еден Бог создал се што постои. Јас знам и во средна школа кога бевме, ни го переа мозокот дека тоа не е вистина, тоа е приказна за мали деца на час по историја. Дека вистината е дека ние сме настанале на овој друг. Земете ова алтернативна опција за почетокот на се што постои. И во време кога им е чудно на луѓето да речат да го слушнат тоа, црквата е повторно повикана да се држи до таа вистина. Дека постои еден Бог и дека се што постои, се што е создадено е резултат на неговата добра волја, на неговиот дизајн. И сега доаѓаме до вториот дел од оваа молитва, а тоа е оној поглед наназад. И овој поглед наназад опфаќа 29 стихови од молитвата. И тука Езра набројува многу моменти, многу важни моменти од историјата на Израел. Од повикувањето на Авраам до робството во Египет, излегувањето во Египет, одењето низ пустината, заповедите кои што Бог им ги даде на Синај, влезот во ветената земја, како Бог ги благослови израелците во ветената земја и вика јадеа се наситуваа со твоите благослови. Како Бог ги дисциплинираше кога они не го послушаа и како доаѓа до тој момент кога повторно во оваа ситуација во Неемија глава 9 израелците се подчинети на Персија. Требаше да бидат господари на земјата, на крај стана робови во таа земја. Зошто? Бидејќи не му беа послушни на Бог. Сега нема да навлегуваме во секој стих детално, ама има неколку работи кои што сакам да ги напоменам во однос на овој дел од молитвата. Во стих 9 и во стих 27 вика, бидејќи тие виде маката на предците наши во Египет и ја слушна нивната поплака кај Црвеното море. Тоа е 9 стих. 27. И затоа ти ги предаде во рацете на непријателите нивни, кои ги угнетуваа. Но, секогаш, кога во тешко време за нив ќе повикаа кон тебе, ти ги слушаше од небесата и по големото своје милосрдие им даваше спасители што ги спасуваа од рацете на непријателите нивни. Тука зборува Езра за два периоди од историјата на Израел. Првиот е Египет, кога робуваа во Египет, и вториот е кога влегува во ветената земја, ама другите околни народи ги поробуваа. Во Египет се најдоа во робство не по нивна вина, не сгрешија нешто, па Бог им рече, сега има да робувате. Ама кога робуваа на други народи во ветената земја, тоа беше по нивна вина. И сега, што е поентата? И во 7 и во 20 и во 9 и во 27 стих Езра вели кога и да се најдеа во тесно, ќе повикаа кон тебе и ти ги спасуваше. Без разлика дали не беше нивна вина или беше нивна вина таа ситуација. Кога ќе се најдеа под притисок, луѓето повикуваа кон тебе и ти, Господе, секогаш им праќаше спасители. И ова беше важно да го чуе народот во времето на Неемија, бидејќи тогаш се наоѓаа притиснати, тогаш не беа во најдобра ситуација. Ама ова е важно и ние денес да го слушнеме. Дека кога ќе се најдеме во некоја ситуација, во некаков проблем, некаква неволја, некоја неповолна ситуација која што или не е наша вина, или е наша вина, како и да е, можеме и треба да повикаме кон Бог. Треба да бараме помош од Него. Јас верувам дека сведоштвото на секој верник е дека да имаше моменти во мојот живот кога стварно беше тешко. Повикав и Господ ми избави од таа ситуација. Имаше ситуации кај што не знаев на кај да тргнам. Повикав и стварно Господ ми избави од таа ситуација. И во овој дел од молитвата они се потсетуваат на минатото и си ја зајакнуваат верата за сегашноста. Знаете, кога се потсетуваме на Божите дела од минатото, тоа ја зајакнува нашата вера во сегашноста. Истиот тој Бог кој што реагираше тогаш и тогаш, тој и тој ден, таа и таа година, во толку и толку часот, може да реагира сега. Може да интервенира и во оваа ситуација во која што јас се наоѓам или се наоѓаме како семејство моментално. Без разлика дали е туѓа вина, без разлика дали е наша вина, Бог слуша кога ние викаме кон Него. Не буквално да се дереме, туку ќе повикаме, кога ќе го побараме. И стихови 16 и 17, сега прескокнуваме неколку, бидејќи немаме време сите да ги обработиме, стихови 16 и 17 се исто така важни. Бидејќи од
стих 6, се до стих 15, Езра зборува за тоа колку Бог го благословуваше народот низ годините, низ вековите. Еве што се Бог направи за нив. И стих 16 и 17 всушност објаснуваат како народот реагираше на сите Божји добрини. Вика, но тие нашите татковци беа упорни, се покажаа тврдоглави и не ги послушаа твоите заповеди. Не сакаа да се покоруваат и не се сетија на твоите чудесни дела што ги беше направил со нив. Станаа тврдоглави и со својата упорност поставија над себе си водач за да се вратат во робството свое. Покрај се што Бог направи за нив, ги избави од Египет. На чудесен начин ги избави од Египет. На чудесен начин ја победи египетската војска која што ги бркаше да ги врати назад. Покрај се што направи, вика, дојде момент додека израелците беа во пустината, кога си рекоа, ајде се вратиме ние назад во Египет. Доста ни е веќе од овој Божји план, доста ни е веќе од овие Божји правила, преку глава ни е веќе, ние сакаме да се вратиме назад. Покрај сите убави работи кои што Бог ги направи за нас ни е поубаво таму од кај што Бог ни избави. И го читам текстот и си велам искрено и јас некогаш сум ваков. Покрај сите добри работи кои што Бог ги има направено во мојот живот, покрај сите благослови кои што ми ги има дадено, покрај сите работи, покрај сите ситуации во кои што тој има интервенирано и ми има избавено од работи кои што биле штетни за мене, некој пат јас се сакам назад. Назад во Египет. Назад во светот. Назад во гревот. В Стариот Завет таму во Петокнижието се вели дека кога израелците беа во пустината, во еден момент почна да им недостасува кромидот што го јадеа во Египет. Тоа е доказ дека израелците можеби имале некој драчевско потекло. Кромит. Не само кромит, и други работи. Ама, колку ни фали кромидот во Египет. Бог им даваше небесна храна. Секој ден за нив имаше небесна храна, наречена мана. Секој ден. И они викаат, фала ти Господи, ама кромидот од Египет. Покрај се што Бог направи за нив, тие неблагодарно копнеја од тие ситуации од кои што Бог ги избави. И го читам текстот и се велам колку често ние денеска копнееме по Египет. Колку често ние копнееме денеска по нешто светот ни го нуди, а Бог вели, јас имам нешто подобро за тебе. Ама бидејќи не сме трпеливи, сакаме назад. Ама 17 стих не завршува со гревот на народот. 17 стих завршува со тоа што го спомнав претходно, клучниот текст во целата оваа молитва. Но ти си Бог кој сака да проштева, добар и милостив, благотрпелив и многу милостив, и ти не ги остави. Ово го имам кажано и претходно, ама ќе го повторам сега. Сврзникот но во Библијата е многу важен збор. Бидејќи тука гледаме израелците што се правеа, но еве што ти направи. Покрај сите нивни гревови, но Бог беше милостив кон нив. И вистина е дека ние луѓето некој пат неблагодарно му го вртиме грбот на Бог. Вистина е дека додека сме упатени кон ветената земја, некој пат ние копнееме по Египет. Копнееме по стариот живот. Ама Бог е добар, е милостив, вика сака да простува. И тоа најдобро се покажа на крстот на Голгота. На крстот на Голгота, преку смртта на Исус Христос, преку неговото воскресение, најдобро Бог ни покажа дека Он е добар, дека е милостив, дека сака да простува и дека не остави. Така што, кога зборуваме за покаяние, кога зборуваме за тоа чувство на непријатност, бидејќи сме согрешиле пред Бог и пред ближниот, важно е да живееме покајнички живот во светло на оваа вистина. Но, ти си Бог кој сака да проштева, добар и милостив, долготрпелив и многу милостив. И што? И Бог не остави. Амин.